Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност. Со измените кои ги предлагаме, денес ние ги напаѓаме постоечките одредби од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, кои се лоши, неправедни, нелогични и противуставни, а кои се однесуваат на користењето на правото на здравствена заштита. Зашто станува збор? Сегашните одредби на законот предвидуваат доколку не сте вработен во тековната година, а во претходната година сте оствариле приход кој е поголем од годишниот износ на минималната плата, да не ви следуваат право од здравствено осигурување. И видете а сега тука контрадикцијата. Според сегашните одредби, сите што имаат некакви примања, без разлика дали се тоа од работен однос, пензија, дали е некој корисник на минимална гарантирана помош и така натаму, имаат право од задолжително здравствено осигурување. А овие кои во тековната година немаат никакви примања, немаат право од здравствено осигурување и треба да си плаќаат на приватно. Видете, а тука и другата контрадикција и нелогичност. Тоа се лица кои во претходната година имале примања и редовно си плаќале придонеси за здравствено осигурување и сега само затоа што во претходната година оствариле приход поголем од годишниот износ на минимална плата, сега кога се невработени не им следуваат право од здравствено осигурување. А за споредба на тие што во претходната година биле невработени и не плаќале никакви придонеси за здравствено, им следуваат право од здравствено осигурување. Која е оваа обратна логика? Тој што плаќал придонеси не може да има право од здравствено осигурување, тој што не плаќал може да има. Логичкото правило е дека ако може повеќе да се дава за оние кои што не плаќале придонеси, треба да може и помалку да има да се дава и за оние кои што плаќале, а не обратно како што стои сега во законов. И изговоров за ваква обратна логика е дека во минатата година оствариле приход поголем од годишниот нето износ на минималната плата и според тоа ќе имаат пари, ќе може да си плаќаат здравствено на приватно. Ајде да видиме кои се тие пари, колкав е тој износ. Тој износ е 4756 евра за цела година. Тој е човек кој лани работел за малку повеќе од 400 евра месечна, а годинава е без работа. Човек дури за 500 евра месечно да работел, а сега да е без работа, нема да има скршен денар на страна за да троши на здравје. Вредноста на синдикалната минимална кошничка за март 2026 за 4 члена семејство изнесува околу 1100 евра. И тоа е ако не живеат под кирија. Ако живеат под кирија, трошоците се многу поголеми. Месечно само за храна и пијалоци според оваа кошничка им требаат 400 евра. Така што она што е остварено како приход во минатата година е потрошено само за храна и пијалоци. А каде се тука облека, обувки, станарина, вода, струја, хигиена лична и на домот, здравје, транспорт, комуникации и така натаму, кои што се неопходни за еден минимум стандарден живот. Нема логика од таков приход да се смета дека останало нешто за наредна година, па затоа на тој што оваа година е невработен, не треба да му следуваат право од здравствено осигурување. Овие одредби се и противуставни затоа што според Уставот Република Македонија е дефинирана како социјална држава. Тоа пластично објаснато значи дека кога на граѓани Република Македонија му е тешко или кога се дави, државата да му фрли гума за спасување. Постоечките законски одредби прават кога граѓанин се дави, државата да му фрли дополнителен товар за побрзо да се удави. Затоа со предложените измени предлагаме овие одредби да се укинат, а со тоа да се укинат и ваквите контрадикции. Благодарам.